На телефон лично, на мејл, на сите можни начини и за сите можни поводи и прилики биле упатувана покана, но во ТВ Алфа Радојдат се охрабриле само неколкумина представници на СДСМ и не станува збор за период од недела, месец, година, туку повеќе од деценија. Ги каневме поранешните премиери, министри, пратеници, луѓе со високи партиски позиции, но епилогот секогаш беше ист. Одговорите кои ги барат граѓаните пред камерата на Алфа ги немаше. Откако партискиот лидер Венко Филипче влезе со директен удар кон нашата телевизија, па дури поднесена беше неоснована кривична пријава за наводно перење пари и сомнително финансирање. Телевизијата сака да добие одговори зошто без никакви докази се обидуваат да го нарушат угледот на Алфа. Решивме покана до партискиот лидер да испратиме преку шефот на PR тимот на СДСМ Александар Поповски. Ти се јавувам од во име на телевизија од редакцијата. Сакаме во било кое издание, дали емисија, дали вести, да поканиме некој од раководството на партијата или најубаво лидерот на партијата Венко Филипче околу најнови случувања и за некои други прашања, дали би прифатиле гостување на Алфа телевизија. Одговорот кој што го добивме од PR тимот на СДСМ е дека Венко Филипче во моментов не бил во државата, ќе се врател во текот на утрешниот ден пошто ќе бил консултиран, дали ќе прифати гостување во нашиот медиум. Вакви одговори Алфа телевизија има добивани многу пати во минатото, но сепак епилогот на крај секогаш ист. Високите функционери на СДСМ одбиваат гостување во нашиот медиум. Последен пат со нивно присуство не удостоја за време на кампањата за локалните избори, но само двајца кандидати на СДСМ, еден од нив Владко Митовски кој трчаше за Газибаба. Во студиото својата програма и директно и отворено на пред се вашите прашања ќе одговара кандидатот од СДСМ за Газибаба. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Се шегува со мене колегите во смисла на тоа дали снег ќе ни падне заради тоа што човек од СДСМ доаѓа во Алфа. Вториот Перо Костадинов кој имаше дебата со својот ривал за Валандово, Ѓоко Камчев. Велам добра вечер за Перо Костадинов, кандидат за градоначалник веќе и за трет мандат од коалицијата која што е проводена од Социјалдемократскиот сојуз. Добра вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. И велам уште еднаш добра вечер за Ѓоко Камчев, кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Канети беа и други, но не дојдоа. Вечерва требаше да биде гостин и Горан Герасимовски, кандидатот за градоначалник на општина Центар од СДСМ. Уредно го поканивме, вчера контактирав со неговиот PR тим. Одговорот уште веднаш беше дека најверојатно нема да дојде, да се случи токму тоа. Герасимовски за жал не е тука. Директно пред камери гостување на Алфа уште пред 6 години одби поранешниот премиер, блискиот пријател на Венко Филипче, Зоран Заев, кој тогаш и во заканувачки тон кажа дека се водели истраги против телевизијата, од кој власта предводена токму од него не успеа да најде никаква неправилност во работењето. Фатиме ли поканата на Алфа телевизија? Не ја прифаќаме поканата. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ќе видите зошто. Посебно во момент каде што според мене се прави сериозна истрага. Покрај тоа што не прифаќаат гостувања на Алфа, СДСМ со години немали ниту една реклама ниту во кампањите за избори, иако парите за рекламирање во тој дел доаѓаат од буџетот на државата, а не од приватните партиски сметки.